Не би сакал да бидам ловец на пратеници. Дециден е пратеникот и иден мандатар на новиот владин состав Христијан Мицкоски. Денеска одговарајќи на новинарско прашање со кого преговорил за усвојување на законот за владина реформа. Не би сакал да делувам како ловец на пратеници, туку едноставно сакам да ги повикам пратениците сите едногласно, повикувајќи се на легитимитетот, а наскоро и легалитетот на оние повеќе од половина милион гласачи кои што го очекуваат ова од нас, кои што дадоа поддршка на програмата која што беше дел од изборната кампања, и во име на тоа сакам така да заврши овој процес. Мицкоски не прецизира кој дел од опозицијата би дала поддршка. Очекувам поддршка од сите пратенички групи кои што се дел од овој парламентарен состав. Очекувам поддршка не само за овој закон, туку и за другите реформи кои што како коалиција и како ВМРО-ДПМН ќе ги поднесеме преку законски решенија овде во парламентот, бидејќи граѓаните очекуваат од нас реформи и подобрување на квалитетот на нивниот живот. За најавеното укинување на техничката влада, Мицкоски е дециден. Апсолутно да, планираме неколку законски решенија или како пратеничка група или како коалиција да ги поднесеме во рамките на парламентот. Еден е и тој за кој што вие зборувате сега, зборуваме за техничката влада. Еден од законите ќе биде тој. Исто така тука се законите со кои што треба да се отвори фронт против корупцијата. За реакцијата на грчката влада во однос на употребата на името на државата, Мицкоски со следниот став. Не очекувам талибански однос, цензурирање на елементарно човеково право, а се што е содржано во Преспанскиот договор и е дел од нашиот правен систем и уставен поредок, идната влада на ВМРО-ДПМН тоа ќе го почитува. Денеска лидерот на ВМРО-ДПМН и пратеник Христијан Мицкоски поднесе закон со кој се формираат нови министерства, дел се реорганизираат, а дел превземаат надлежности од веќе постоечки. Според Мицкоски, законот ќе помогне за подобро функционирање на државната управа. Тој очекува во петок да се најде на седница на собранието, а до 11 јуни да биде изгласан.